состојбата на сведоштво во срцата. Каква состојба има сега сведоштвото на верата кај вас? Или кај општо, кај луѓето, кај народот, од кај мене и до кај другите? Која е состојбата? Дали е мртва, дали е на спиење, дали е пред смрт, дали, Сега ќе кажете Ибнул Каим, рахимахуллах таала, како било состојбата кај некого? Кај некого состојбата значи бил умрена скроз. Овој мој да докажи со уста, ама во срце негово ништо нема. Мртво, скроз ово е. Ла илаха илаллах, сведоштво на верата. Скроз. Некој докажи ла илаха илаллах, после ти го псуит намазот, ти го псуит зекатот, ти го псуит постот, ти го псуит, ти велит физкултура за намазот, а ваму ла илаха илаллах. Кој ла илаха илаллах? За кого ова ла илаха илаллах? Тој што ги псуи сега неговите наредби на оваа страна, ги псуиш на оваа страна, ла илаха илаллах. Само со уста, скроз мртво. Значи сведоштво на верата кај состојбата кај неговото срце е умрена, скроз. Некој друг, што вели? Ем заспана. На сон овој. После? Ако се поттикне, таа одново би се разбудила. Ако, што? Треба малце да го чекнеш, да го разбудиш, треба да му најдеш кодот на овој. Овој затворен го има, овој клучот му треба. Овој со не еден збор од некој учењак, учен човек, некој ајет ќе му се читат некогаш, некој хадис ќе му се кажат, мој да падне на се разбудит. И состојбата почне да му се среди состојбата на сведоштво на верата. После некој му е налегнато состојба. Не е заспано, него налегнато. Пред спиење. Значи овој е будене. Само легнате уште, овој пред спиење. Сега овој треба да го чепкаш за да стане, да го дигнеш. Ајде. Буди се. Стани. Му донесиш некој дерс, некој хадис, некој ајет и така овој почви сведоштво на верата кај овој да му се разбудит и да се ојачи во неговото срце. После, значи теухидот за срцето. Што значи теухидот за срцето? Какво влијање имат? Ова е прашање. Теухидот му значи на срцето исто што душата му значи за телото. Телото, ако нема душа, имат некоја чест? Имат некоја чест? Немат. Кога ќе умрит некој голем човек, да речеме, учењак или било кој, умрит. Само што умрит, што велат? Мухаддис фулан, мухаддисот фулан, шех фулан, како го викаат во моментите на џеназето? Како го викаат? Џеназето. Спремно е џеназето да му клањаме намаз. Сите чинови паднае. Затоа и Омер ибн Хатаб пред смртта не сакаше да го викаат веќе Емирул Муминин. Не сакаше да го викаат така. Сега вели Омер ибн Хатаб. Значи овие чиновите паднае сега велите. Кај Аллах субхану ва таала ништо нема да ти е во корист од овие чинови што ги имаше во дуњалокот, ако не ги заслужуваше тие. Што ако ти веле дека си учач на Куранот, ако кај Аллах субхану ва таала не го имаш таа вредност? Што ако се вели дека си мухаддис фулан, учењак на хадисот фулан, ако кај Аллах субхану ва таала не си од нив? Ако кај Аллах субхану ва таала си од џенемлиите? Или си од оние што прво ќе се палит оганот на џехенемот? Што? Овие чинови што ги зеде на дуњалокот? Каква корист ти донесе? Никаква. После? Болната и слаба душа исто како мртва. Болната и слаба душа исто како мртва. Читај после. А има души што се живи и активни. Да. После? Но исправната душа е таа што постапува во согласност со тоа што е од корист за својата вера. Знаете сега, видите која е исправната душа? Која е исправната душа? Прашање. Која е исправната душа? Видиш што ти вели Ибнул Каим рахимахуллаху таала, исправната душа е таа што постапува во согласност со тоа што е од корист за својата вера.
Ги видовме нивоата на ла иляха илаллах. 4. Видовме состојбата како може да биде состојбата на шехадетот кај срцето на човекот или пак кај срцето на муслиманот и на верникот, може да е во ваква ситуација, во ваква состојба. Може да умре на скроз, може да е пред спиење, може да е во спиење, и може да е исправена и така натаму. Зависи од човек до човек. Зависи во иманот негов. Колку му има влезено тој иман во срцето.